Доживотен затвор му е пресуден на 52-годишниот Никола Петрески од Прилеп, кој лани на 11 јануари со употреба на огнено оружје пиштол на лице место ги усмрти својата 10 години помлада сопруга Александра и нејзината 63 годишна мајка Трајанка, а тешко го рани и братот на сопругата Љупчо Костоски. Крвавата драма која се случила во раните утрински часови во домот од родителите на сопругата Александра, а со која убиецот подолго време имал нарушени брачни односи заради што живееле и одвоено, се одвивала пред очите на нивниот малолетен син. Во моментот на трагедијата, во куќата биле и таткото на Александра, сопругата од повредениот брат Љупчо и нивните две малолетни деца. Ова е прв пат во историјата на Прилепскиот основен суд да биде донесена најстрогата затворска казна кај нас. Значи се работи за 4 кривични дела, се работи за најтежок вид на кривични дела. Тука има и кривично дело од областа на семејното насилство и две убиства други во обид. Посебно ценети се отежнителните околности и тоа видот и карактерот на кривичните дела за кои се товари обвинетиот, бројот на сторените кривични дела, начинот на сторување на истите, потоа општествената опасност од овој вид на кривични дела, каде како објект на заштита и животот на човекот. Инаку доживотен затвор за свирепото убиство уште летоска при првото судско рочиште побара и синот и брат на двете убиени жени, кој и самиот беше тешко повреден со трајни последици, а одбраната на семејството Костоски тврдеше дека овој случај ќе биде сериозен тест за правосудниот систем во земјава. Станува збор за две убиства на мојата мајка, мојата сестра. Загрозени беше цела фамилија. Јас тешко ранен. Тука нема некоја сатисфакција да бидеме, али во името на правдата дефинитивно би требало да биде доживотна робија, од причини што ова да не се повтори, никогаш никој да не го искуси на своја кожа. Ова е најголем хорор. Убиецот Никола Петрески до правосилноста на пресудата, а на која има право на жалба до повисоките судски инстанции, останува во притвор во затворот во Скопје, каде е сместен уште веднаш по двократното убиство, иако и самиот беше повреден кога во обид за да си го заштити семејството од целосен масакр, Љупчо Костоски, иако и тој со тешки повреди, успеал да го совлада насилникот, нанесувајќи му сериозни телесни повреди.